Дипломатијата со Никовски. Штовни слушатели, добар ден. Веќе најавивме дека денес ќе зборуваме за една жешка, тешка, глобална, застрашувачка тема е Третата светска војна. Не знам дали се забележале, меѓутоа се почесто во последно време се зборува, се пишува, се анализира дека Трета светска војна е неминовна, дека доаѓа и се разбира причината ќе биде Русија. Значи, одма ја станува јасно дека тоа е во контекстот де факто на студената војна, која по моје длабоко уверување започна со Украина и која ќе се продлабочува. Се на почеток уште никој не признава дека таа е во тек, меѓутоа со текот на времето полека сите ќе станат свесни, а оваа пропаганда, затоа што секоја војна прво започнува со пропаганда, оваа една бескрупулозна кампања и пропаганда дека неминовна е Трета светска војна, само покажува дека некои милитаристички кругови на Западот се спремни на се. Ние сме тука анализирале и зборувале дека по пучот во Киев, организиран од ЦИА и другите слични служби, светот сврти страницата до тогашна и навлезе во една нова етапа, во еден нов период на конфронтација. Суштината на таа конфронтација е постепеното губење на водечката улога на Соединените американски држави во светските рамки и односи, кое не е премногу видливо, кое не е веќе онака ашикјаре што викаме ние, што односно турците, да го гледа секој да биде свесен, него тоа е еден процес кој започнува, затоа што знаете, факт е дека во историјата сите големи империи се развивале, достигнувале свој зенит и пропаѓале. Последната империја и царство светско се Соединените американски држави, претходната и нејзиниот конкурент СССР се распадна и сега тој страв да не се изгуби тоа водство во светот, кој е основниот генератор и основниот столб на таа американска доминантна позиција во светот во сите аспекти, од технологија, не само бојната индустрија, технологија, култура, уметност и се, нели така, и економија се разбира. Значи, тие почнаа веќе на време да подготвуваат терен кој нема да ја доведе во опасност, односно да ја предизвика нивната доминантна ситуација, и круна на тоа беше Украина. И сега тој процес, на сатанизирање на Русија, кој е во полн сјај, ако сакате, во наводници, и со полна брзина, вклучува и нова светска војна. Дури институции сериозни, како што е Стратфорд, кој де факто е на приватна ЦИА, пишува анализи, пишува текстови, објавува дека е тоа неизбежно и дека светот треба да биде подготвен. Дури и кај нас, партијата на Љубчо Ѓоргиевски, ВМРО на НП, објави еден текст, дури проглас, може да се каже до народот, дека таква војна предстои, дека ние треба да се подготвиме и слично. Што се чисти глупости, мислам, меѓу нас кажано, али велам, значи, таа клима и таа атмосфера се создава и кај нас. Сега ќе го кажа моето мислење и длабоко уверување, почитувани слушатели, и тоа се базира на една контраверзност. Знаете дека најголемата опасност на светот постои од нуклеарното наоружување. И тоа нуклеарно наоружување, кое е реалност, веќе подолго години по Втората светска војна. Знаете дека првите експлозии беа во Хирошима и Нагасаки, и да нагласиме и тоа, тие две експлозии беа реализирани чисто заради испробување нивната моќ и капацитети и последици, бидејќи војната беше веќе завршена, Токио беше веќе пред капитулација или капитулиран, се не е ни важно. Значи, од тогаш до денеска веќе имаме таа пролиферација на нуклеарното оружје е доста проширена и имат повеќе земји располагаат со нуклеарно оружје, некои тајно како Израел, некои полутајно и така натака. И значи таа контраверза е во тоа што таа најголема опасност која де факто му се заканува на светот представува и најголема брана за Трета светска војна меѓу двете суперсили, војник има понатака, меѓу двете суперсили, бидејќи било која од нив ако тргне во еден атомски напад, ќе добие удар и од другата страна, и
поготово водачот на светот кој е иницијатор на овие конфронтации, ќе биде најголемата жртва. Русија е огромна територија, 18 или 16 сега после распад на Советскиот сојуз, 16 милиони квадратни километри, Америка е некаде околу 9,5, значи втора по големина е Америка. Меѓутоа, Америка е развиена со многу поголемо население од 320 милиони жители, Руската федерација има околу 140, значи Америка е многу поранлива и било какво започнување на таква авантура, опасна авантура, ќе плати со најголема цена. Истото важи во голема Америка и за Русија, ако таа е помалку ранлива, така да тоа нуклеарно оружје денеска е најдобар гарант дека нова трета светска војна, која не е можна без двете најголеми сили, апсолутно е надвор од умот и невозможно. За дипломатијата со Никовски. Прво да спомнеме, почитувани слушатели, дека поради глупавата, необјаснива забрана за слушање на македонска музика, денес го слушаме италијански капричо на Петар Чајковски, така да дека не можеме да уживаме во нашето, ќе уживаме во нешто што е класично и трајно. Започнавме со една лоша тема, ако сакате, војните, можност од светска војна, и за почеток ќе продолжиме на истата тема. Како што рековме, трета светска војна не е возможна, бидејќи судирот меѓу двете де факто суперсили, ако денеска со светот униполарно доминираат Соединените американски држави, нејзиниот главен предизвикувач може да биде само Русија, значи не е возможна, ради меѓусебната опасност од меѓусебно уништување, али војни ќе има. Војни ќе има, меѓутоа пред се во предстојниот период на азискиот континент, а подоцна веројатно и пошироко на други континенти. Јас сум длабоко уверен дека во Европа повеќе војни нема да има. Не се можни војни ниту на Балканот, по она наша од 2001 година, која по моје длабоко верување беше последната. Значи Европа, ваква како што е, со Европската унија како водечки нејзин фактор, иако тој нема војна димензија, со присуството на НАТО, нели така, тој некако се комбинира и се е комплементарен. Во Европа, што и да се случи, Европската унија нема да пропадне, еврото нема да се загубат, иако мнозина сега го прогнозираат тоа, бидејќи тоа се епохални и цивилизацијски достигнувања на стариот континент. Таму ќе има промени, веројатно ќе се намалува бројот на членки на еврозоната, можеби на Европската унија. Сега повторно е актуелно прашањето дали Грција треба да остане или не. Меѓутоа, во суштината, велам, тие две институции европски остануваат. Лично не сум уверен дека и Британија ќе излезе дефинитивно, бидејќи таму се повеќе сваќаат дека е тоа погрешен потек, дека тој пресвар што неочекувано дојде со гласањето за излегување од Унијата е де факто непотребен, штетен за самото Обединето кралство. Ми се чини дека ќе се обидат да најдат начини некакви да ја спасат својата чест и образ, а сепак да останат во Унијата. Тие можности не се големи, за сега. Напротив, некои работи се заоструваат во самиот Лондон, али велам, јас лично не би го случил тоа, бидејќи, знаете, човековата мудрост сепак има своји, да речам, димензии и дека на крај ќе свати мнозинството дека тоа е погубно, дека е штетно и слично. Велам, тоа е како една опција која не сме да се исклучи. Меѓутоа, Балканот во тој контекст, велам, војните на Балканот завршија и нова војна нема да се дозволи, иако останува она што е актуелно во последно време, што станува актуелно, тоа се оние 17 острови за кои зборувавме и ги спомнувавме минатиот пат, 17 острови кои ги држи Грција, кои се неколку километри од турската обала, а некаде 1500, може и дури 2000 километри оддалечено самата Грција. Тие острови се доделени на Грција по договорот од Лозана, кој е подпишен во 1923 година, и тој следуваше само 3 години по така наречениот договор од Севре, кога де факто се беше распадот на Отоманската империја во
на територията на денешна Турција се создадоа разни зони од интерес, меѓу кои беше грчка зона меѓу другите, и во таа грчка зона спаѓаше, например, градот Измир. Там имаше италијанска, имаше британска, имаше француска, дори имаше ерменска зона, нели така? И сето тоа се редефинира после 3 години со договорот од Лозана, кога де факто потписник веќе не беше Отоманската империја на тој договор, него беше новата Турска република. И со тој договор, како што рековме, на еден крајно нерационален, 17 острови беа доделени на Грција, која е со илјадници километри оддалечена, и минатите десетина дена, 2 пати турскиот председател Ердоган зборуваше дека Лозанскиот договор треба да доживее ревизија и дека тие острови де факто и припаѓаат на Турција, таму имало и џами и слично. Јас лично мислам и дори сум уведен дека кога тогаш Турција ќе ги врати тие острови, иако има војна, ќе биде блицкриг некако, затоа што Грција нема шанси, нема никакви војни инсталации на тие острови, ќе ги земе под еден во рок од неколку сати, можеби, ако не и ден-два. И тоа ќе биде една завршена работа, фета комплишо вика странците, меѓутоа тоа ќе значи едно сериозно слабење на НАТО, бидејќи двете земји се членки на НАТО, меѓу де факто тоа ќе значи војна, иако нема да има можеби некое препукување, директно бомбардирање и слично, меѓутоа тоа ќе биде на мала војна која ќе биде еден силен удар во единството на НАТО. Тоа е единствено што што се заканува на нашиот регион и мислам дека тоа е нешто што мораме да живееме. Меѓутоа, како што сме рекле повеќе пати, на Балканот војна нема да има, али нема да има ни мир. Оваа ситуација која се продолжува после распадот на Југославија, пред се преку Македонија и Босна и Херцеговина другата страна и Косово на сооден начин, ќе продолжи и ние со тоа ќе мораме да живееме во годините кои доваѓаат и кои за жал нема да бидат кратки. За дипломатијата со Никовски. Го слушаме италијански капричо на Петар Чајковски, а што баш не од едно со друго заедно, зборуваме за можност од војни, судири, убивања и слично. Спомнавме дека Трета светска војна нема да има и полека преминавме нашиот регион со иста констатација дека војна и тука нема да има. Меѓутоа, знаете, длабоко е чувството и анализите во таа насока вода, дека тој така наречен постјугословенски период се уште не е завршен, тоа постјугословенско рекомпонирање не е завршено и токму во тие рамки и нас не држат како Македонија со отворени прашања околу името, не се решава, тоа не се затвара, бидејќи на тој начин не имаат така во раце, под постојан шах, кој не дозволува државата нормално се развива и да оди напред. Деновиве видовме дека Србија беше потресена од една нова шпиунска афера и тоа водеше до изјава специјална пресконференција на премиерот Вучич, а исто така меѓу време мнозина веројатно слушна дека во Црна Гора на деот на изборите кои беа мината недела беше затворена група од 20 срби, лица од Србија, кои наводно се обидува да извршат некој државен удар и пуч, меѓу кои беше и поранешниот шеф на жандармеријата српска, значи не е некоја несериозна група. Тоа покажува дека тие движења на топло-студено во Балканот продолжуваат и Вучич рече дека Србија е на удар на разузнавачките служби, на тајните служби од светски рамки и рече дека наликува на Казабланка. Некои од вас во повозрастните веројатно гледале филмот Казабланка, кој е едно филмско ремек дело и познато е дека Казабланка беше центар на сите тие шпиунски групи, поготово Втората светска војна, така за време на хитлеризмот и на фашизмот и слично. И он сега го споредува Србија со Казабланка. Вучич, исто така не случајно, кажа дека Македонија и Србија се на удар на тие странски разузнавачки служби,
што мислам дека е апсолутно точно. Дали се беше негово да го каже тоа или не, тоа е друго прашање, меѓутоа тоа е апсолутно точно. Знаете, кај што има кризи, кај што има незавршени отворени незавршени процеси и процедури, тајните служби се тамо на своите. И Македонија, од самиот распад на Југославија, можеме да мислиме дека е еден опасен центар, еден концентриран центар на такви личности, кои имаат широки властувања, големи парични средства и тие прават ршум, подкупуваат, плаќаат, а меѓу нив имаме една фондација која троши отворено јавно 7-8, може и 9 милиони долари годишно, нека биде 5 минимум, и тие сите одат преку јавни канали во правец на спроведување на одредени политики кои се пред се странски интерес. Значи, на ударот на тие странски разузнавачки служби се Македонија и Србија и секако Босна и Херцеговина, во веројатно помала мерка и Косово, бидејќи тамо имаме една тотална американска доминација со присуство воено, Еулекс и така натака, преку разни форми. И мислам дека, констатирајќи дека војна нова нема да има, бидејќи тоа заврши со обидот да се руши Македонија во 2001 година, преку една инвазија, ако сакате, од Косово. Мислам дека тоа е така затоа што сега напорите на меѓународната заедница се концентрирани на рушење односно на промени, ако сакате поточно, на структурите на Балканот од натрешен пат. Преку натрешни сили, затоа во Македонија го имавме Охридскиот договор, кој отвори простор за претумбато целосно нашиот уставен поредок, направи нов уставен поредок, кој по многу што е проблематичен и покажува можности за манипулации. И дека тие се нефакто на дневен ред и на маса, ние имаме потврда сите овие 20, односно 15 години после војната од 2001 година. Најновото може да спомнеме дека сега има појава на нови албански политички субјекти, меѓу кои е Движењето Беса, чија програма која читате една екстремна национално-шовинистичка програма, така да на тој начин се отварат патишта, разбирате, да се променат некои структури, уставни поредоци и слично, кои ќе бидат во интерес на странскиот фактор пред се на Соединените американски држави. Кога зборуваме за безбедноста на Балканот, нели така, кога зборуваме за иднината на овој наш Балкан, знаете, кога се навлезе подлабоко во анализите и во согледувањето на причините зашто се овие процеси денеска толку актуелни, која е целта, што е замислата на Вашингтон, нели така, на единствениот денеска униполарен светски газда, знаете, се отвара една дилема, ако сакате, или се отвара, можеби да е подобро, повеќе некаква опција за контрола, влијание врз Европската Унија преку Балканот. Знаете, долго време беше нејасно каква Европска Унија сака Вашингтон. По кризата односно пучот во Киев, по кризата во Украина, ми се чини сосема јасно дека Вашингтон ја сака Европа да биде каква што пообединета, меѓутоа под нивна директна контрола и во целосна зависност од Вашингтон. Знаете, по Втората светска војна имавме така американците излегоа победници во таа војна со најмали штети. Тие презема разни чекори за обновување на Европа, разни планови со кои така се забрзуваше, се враќаше Европа на својата почетна позиција, односно на што некојаш била. Меѓутоа, со тоа европско обединување, одеднаш, разбирате, Вашингтон очино почувствува некоја конкуренција од страна на Европа, што ми се чини апсолутно погрешно, и полека почувствува дека Европа се оддалечува се повеќе од зависноста пред се безбедноста на Вашингтон. Додека Руската федерација, односно Советскиот сојуз, порано така беше тој светски ѓаво, односно светски застрашувач за војна, конфронтација и слично, во што имаше, да бидеме објективни, и
објективни, мислам, имаше и причини за тоа, бидејќи таквото општество кое се развиваше во една погрешна насока, мораше да експлодира со некакви надворешни, речем, екзибиции и авантури. Меѓутоа, по распадот на Советскиот сојуз и по одвојувањето на Европа се повеќе од безбедносниот чадор на Соединените американски држави, во Вашингтон очигледно се загрижија и затоа дојде Украина, покрај другото, покрај конфронтацијата со Русија, односно обидот да се Русија затвори и да биде преокупирана со своето соседство, да не игра поголема улога во светот. Од друга страна, Европа, која бидејќи големиот дел од европските земји се членки на НАТО, има обврска да трошат 2% од општествениот бруто производ за одбранбени потреби, нели така? Тие тоа го игнорира и пола од членките на НАТО трошеа помалку од 1%. Само малку земји трошеа нешто повеќе од 1%, а никој 2%. А да подсетиме дека Америка троши преку 4% од својот општествен производ и тоа е околу $650 милиарди годишно за одбранбени потреби, додека цела Европска унија, односно сите членки на НАТО, од Европа, трошат помалку од половина, неполни $300 милиарди. Значи, таа ситуација не им одговараше на американците, преку конфронтацијата со Русија и пучот во Украина, тие Европа ја ставија во уште позависна позиција. Европа почнува нагло да ги зголемува буџетите за одбрана, ќе троши сигурно купувајќи американска наоружување, кој ќе стимулира американската економија. Тоа е еден магијарски круг кој оди секогаш во корист на најсилниот, тоа е Соединените американски држави. И значи сега имаме една нова ситуација кога Европа повторно се враќа во најзависна позиција во однос на Америка во споредба со сите години по Втората светска војна, освен оние првите 10 години кога нели така беше обновата на овие сите земји кои беа во голем дел уништени и разорени од фашизмот. Значи имаме комплетни реструктурации на регионот и мислам дека тоа е таа тема која започнавме, дека Америка ќе се обидува држејќи го Балканот во помалку или повеќе несредена ситуација преку Босна, Македонија, Косово и слично, и Србија на одреден начин, разбирате, ако тоа Србија се движи во некои други брзини во однос на евроинтеграциите, веќе почнаа да преговараат за членство, да преку тој, речам, балкански синдром Европа остане зависна во однос на Америка и да Европа тука, односно Америка тука ровари, ја држи Европската унија сконцентрирана на балканските проблеми, без да може да на некој поширок начин ја контролира, односно и конкурира на Америка. Вие знаете дека долго време се преговара за нов договор за трговија и инвестиции меѓу Европската унија и Соединените американски држави, дека тој договор беше сериозно и широко критикуван. Сега има тврдења дека тој тргна малце на страна, со кој де факто Америка сака да наметне контрола на најголемите американски стопански конгломерати на државите во Европа. Со други зборови, ако некоја држава, еден пример ќе ви дадам, ако некоја држава се обиде да го промени законодавството со што нема да ја одговара на некоја корпорација која тука влегла, таа корпорација може да туџи државата и да бара огромни оштети. Замислите каква глупост, каква зависност на државите од американските корпорации. Значи, така да таа конфронтација, односно различни интереси кои постојат меѓу Америка и Европската унија како водечки фактор на Европа, се сериозни, длабоки и мислам дека тие нема да се надминуваат лесно, остануваат, а Балканот многу лесно ќе биде жртва на таквите политики и на таквите меѓусебни односи. За дипломатијата со Никовски. Почитувани, преку констатацијата дека нема изгледи да има Трета светска војна, поминавме во нашиот регион, во нашиот континент, Европа и Балканот, и заклучиме дека и тука нема да има војни, меѓутоа исто така оценката е дека нема да има ни мир, поготово во нашиот балкански регион, и во таа насока дека промените кои некој ги има испланирано и
кои се во интерес на странските фактори, ќе се вршат од внатре преку некои квази-демократски средства. И дека тука не мирува ѓаволот, имаме една изјава која доби некое внимание и публицитет на сегашниот албански премиер Еди Рама, кој рече дека идејата за обединување на Косово и Албанија е минато, дека тоа не е реалност и нема некаква, да речам, иднина. Тоа е, нека ми прости премиерот на зборот, е чиста лага, бидејќи ќе ви кажам дека додека јас службував во Тирана, а тоа е некаде крајот на 90-тите години, почетокот на 2000-те години, со околу 100 врвни интелектуалци, политичари, новинари, имав разговори во кои директно ги прашав што мислите вие за така наречена голема Албанија, меѓу кои, да споменам и да нагласам, и со сегашниот премиер, со кого имавме една многу интересна дебата, телевизиска дебата, после која во 2 месеци пишува дека, тоа беше тој министер за култура, дека настапувал патетично и слично. Сите ми рекоа, ми одговорија на начин кој никој не агираше големоалбанската идеја, освен еден кој се покоен. Сите други 99 или 109, не е важно, одговорија на начин кој не игнорира и не негира дека тоа е нешто за кој тие живеат нивниот сон и слично. И дека ова изјава на Рама треба да се земе со голема резерва е доказ и реакцијата на Хашим Тачи, председател на Косово, кој рече Рама може да зборува за Косово само во свое име, додека неколку пратеници од собранието косовско рекоа дека Албанија е, Косово е провинција на Албанија и дека е прашање само кога ќе се обединат, исто така и движењето Солидарност, движењето Самоопределување, кој има своја платформа и програма на обединување на Косово и Албанија, а по сите показатели, со самиот факт кога Косово се прогласи како независна држава во 2008 година, тоа е веќе прашање на начин, на време, како до тоа обединување ќе дојде, бидејќи така наречениот големоалбански концепт е за најмалку 70%, а може 75% е веќе готов. Да спомнеме дека со Артисариевот, со документот на Артисари, со кој беше така обезбедена и регулирана и официализирана оцепувањето на Косово од Србија, предвидува дека 50 години тие двете не може да се обединат, што ништо не значи, тоа е слово на хартија, на која не мора никој да се задржува и да го есапи. А во меѓувреме, меѓу двете земји таа граница е само чиста формалност. Бериша направи еден голем потфат, што го направи автопатот кој води до косовската граница и после тоа направен автопати до Приштина, според тоа поврзување, таа комуникација е развиена и само да споменеме дека тој автопат на албанската територија кошташе огромни пари, некои брати до милиарда евра, има само 2 тунели кои се по 5-6 километри долги кои коштаа за огромни пари, меѓутоа е направено по сите светски стандарди и тоа може да ми се честита. Така да, ова албанска изјава на Рама мора да се земе со голема резерва, реков, јас се нареков по-оштро и мислам дека тоа е точниот израз, бидејќи да не забораваме дека пред само можда година дена или две нека биде, неговиот претходник Бериша јавно отворено изјавуваше дека албанска територија е од Пресека до Прешево и од Скопје до Подгорица. Поголем иридентизам од тоа здравје, а да не забораваме дека барем дека беав јас во Тирана до 2002 година, во сите нивни вестници, во сите нивни излагања се зборуваше за албански територии во Македонија, во Јужна Србија, оние трите општини, во Црна Гора, со Грција малце тактизираат околу Чамирија, меѓутоа сега и тоа малце доаѓа до, да речем, до некој израз и тоа се спомнува сега почесто. Очигледно Албанија смета дека има сега јака меѓународна позиција, Соединените американски држави, Вашингтон целосно стои зад неа и зад нивните аспирации и нормално е дека тие амбициите растат и дека и тие изјави ги артикулираат тие нивни аспирации кои
на еден или друг начин добиваат една сериозна меѓународна поддршка. Со други зборови, значи, тој концепт останува и тие проблеми остануваат, а први на удар сме ние се моментално. И јас ќе ви цитирам господина Преска, движењето Беса кај нас, на кое му предвидуваат спектакуларни успеси на предстојните избори и се надам дека тоа нема се реализира. Тие целосно во нивната програма која се вика платформа, која се вика дефинирање, тие апсолутно не го игнорираат уставниот поред на нашата држава, барат нејзино редефинирање целосно, барат консензуално решавање при што ќе бидат, нели така, албанците и македонците ќе решаваат за се, што е, значи, држава на племенски заедници, а не држава со граѓански концепт. И тие предлагаат, само да ви се го спомнеме и тоа, за да се надмине сегашната криза, демеки да се отвори некоја перспектива, побарат по формирање, цитирам, независно тело за излез од кризата во овој состав, треба да влезат акредитираните амбасадори во Скопје на Европската Унија, САД, Република Албанија и Косово. Јас не знам зашто не стават во нивки представи на косовската влада или албанската влада, па да биде сето тоа уште поочигледно. И за крај само ќе го прочитам нивниот последен пасус од програмата. Вика, убедени сме дека ова е единствениот пат за благосостојба на оваа држава, че други решенија нема, или ова или ништо, што е јасна уцена, но единствено решение со кое албанците ќе бидат задоволни и ќе ја признаат оваа држава како своја. Сега не ја признаваат. Движењето Беса објавува дека нема да отстапи од оваа платформа, додека одбивањето на истата може да донесе до креирање на предуслови за несакани форми и реакции. Тоа е закана и уцена, всушност закана со нова војна. Нова војна нема да има, меѓутоа се плашам дека и ова нивна платформа во секој случај не е направена автохтон од нив самите, туку во неа има учество, има ваква или таква улога и по широката меѓународна заедница. Тоа беше денеска, почитувани слушатели. Опфативме некои теми од поширок габарит, а мисля, че ние главното внимание го посетихме на регионот и на известностите кои не чекаат. И да ја завршиме денешната емисија со оние наши редовни делови, како да ги наречеме, целини, а тоа е купувањето на македонски производи. Не заборавајте тоа, ние секој ден дневна грижа и ве молам, кои ќе влезете во било која самопослуга, само без да купувате и без да имате нешто намера, погледнете ги полиците, ќе видите дека доминираат производи од Хрватска, од Словенија, од кондиторската индустрија, од не знам, разни шлагови, кремови, што ти не разбирате, дури и од овие конзервиран зарзават, разбирате, имате често пати да најдете повеќе хрватски кисели крастајчина отколку македонски, што е, мислам, равно на предавство, ако сакате, употребуваме еден сериозен и тежок израз, ама за жал тоа е тоа. Значи, гледајте го тоа и македонските производи барајте ги, само така Македонија ќе оди напред. Днес ќе цитираме една корејска поговорка која гласи: во куќата на мрзливецот се множат само соништа. Значи, дека не се влезе во акција, дека не се бара решение, дека не се бара излез, нема почитувани, нема решение и нема благосостојба. Сите тие што се пасивни, што се им е криво од владата до не знам кој друг, а не бараат решение своите проблеми, од вработување и било што друго, тие се мрзливците, во чие куќи има само соништа, а нема активност која ќе ги донесе до некои подобри резултати. Благодарам за вниманието. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и војтел на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 28 октомври 2016 година. За дипломатијата со Никовски.